Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, нов тайм-аут денес фудбалски. Интересен гостин. Јас сакам да го најавам како една урбана тетовска легенда, секако еден од најдобрите фудбалери кои што излегле од нашиот крај. Со мене денес се надам дека ќе уживате, мислам дека ќе уживате во разговорот. Со мене денес е Борче Мирчевски или како што сите го знаеме, Чварка. Мирчевски, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш гостин во тайм-аут и да пренесеме и на помладите, но и на постарите да се потсетат на некои поранешни времења во фудбалско тето. На стартот од емисијата, како и на секој тайм-аут, ќе започнеме од твоите почетоци. Кога започна да тренираш фудбал, каде се случи тоа и зошто баш фудбал, а не некој друг спорт? Прво, добро вечер на телевизија Кис ме нада. Сум многу среќен за ваквиот разговор со вас, затоа што сакате младината како надале ќе настапи од нашите предни генерации, за да им покажеме како се доаѓа до успех. Затоа ви благодарам за ова све и ве молим поставите прашања од првиот момент. Значи, првиот момент на наступот на мене за како фудбалер почнав во 74 година во школата на фудбалскиот клуб Тетекс, каде тогаш прв тренер и прва генерација на младинската школа беше Раско Мирчевски. Од тие моменти почнавме, значи, да ваѓаме легенди и добри играчи во таа бивша Југославија. И сега, значи, ако почнеме, значи, барам од вас детални моменти за да ме прашате тачно како се доаѓа до успех. Дали може да се потсетиш на фудбалерите со кои што започна да играш од твојата генерација? Значи, првата генерација што почнавме, можем да почнем, значи, прво од Тетово, значи, кои што ми биле генерација, беа Урошевиќ, беше Стеве Кузмановски, беше Љупчо Стефановски Чука, беше Љупчо Богдановски Жаба, беа Мире Моцо покојни, значи беа Милко и Бошко Ѓуровски, каде што тие почнаа, значи, од првите моменти на оформување на школата младинска, а се до нивната, како да кажем, европска кариера. Навистина една убава генерација, успешна генерација. Дали во младинските категории овие фудбалери, оваа генерација на Тетекс имаше некои успеси кои што може да ги истакнеме сега, значи во младинските категории зборувам? Значи, првите моменти, значи, првите години беа едукацијата. Многу беше едукацијата каде се учеше на техничко-тактички дел, на елементарна техника и после како се оформуваше школата, почнавме да се такмичиме во лигите, каде што доаѓавме до добри успеси и кај што бевме ценети во цела Македонија под името фудбалски клуб Тетекс, каде што Тетекс и ден денеска се памти од тие генерации, кои фудбалери, кои генерации и кои квалитетни играчи се излезени. Во тој период, додека уште сте во младинските категории, на кои терени трениравте? Каде се одвиваат тренинзите? Значи, првиот момент беше стариот градски стадион, кој денеска за жал беше руина, па после сега, значи, почна да се оформуе, каде што стварно сега овој момент добро изгледа, а ние као деца трениравме на градскиот нов стадион кај што е сега. Тука беше едно помошно игралиште, каде што можам да кажем беше една ливада со две стативи, каде што ние таму ја учевме елементарната техника, без разлика што било така, не имавме голема желба за да успееме и да дојдеме до ова сега што го имаме денеска. Ќе направиме една споредба на тренинзите тогаш и на тоа што сега го тренираат децата, меѓутоа тоа кога ќе дојдеме до твоите тренерски почетоци и тренерската кариера. Сега најпрво да се задржиме на твојата фудбалска кариера. Младинските категории ги поминувате, дали се сеќаваш на колку години дебитираше за првата екипа на Тетекс? Значи, прв мојот наступ во втората југословенска лига беше во Галеника. Значи, игравме таму, каде што имавме уште 2 кола до крајот и тогаш Зоран Чолаковиќ, тренер на фудбалскиот клуб Тетекс, каде што ме зеде од младинската школа као потенцијален играч и ме зеде да бидем дел од патувањето во Галеника. Така што таму, значи, влегов во 20 минути пред крајот и
значи дебютот мој беше многу квалитетно, каде што добив значи добра поддршка од старите играчи, а може и после да ме прашате значи кој тим и кои играчи беа тогаш, значи ми дадоа тотална поддршка од каде почнав значи стандардно да влегувам и да играм за фудбалскиот клуб Тетекс. Која година отприлика ова? 78. 78 година. Кога станувате стандарден првотимец на Тетекс? Значи стандарден првотимец на Тетекс станувам 82 година после испаѓањето од првата лига, Југословенска лига. Значи почнав да играм стандардно се до, да кажем, мојата кариера е значи до моја возраст 39 години. Значи задната утакмица сум ја играл овде во Тетекс 6 месеци, каде се вратив од Југохром Јагуновце и тука ја завршив кариерата, каде што почнав после да бидам тренер и дел од фудбалскиот клуб Тетекс како управа. Сега ќе се задржиме повторно уште малку на овој период во Југославија. Кажа дека играше во тој период со многу големи фудбалски имиња. Големи фудбалски имиња и ти беа тренери во тој период. Да се потсетиме малку сега на твоите соиграчи и на тренерите од тој југословенски период во Тетекс. Значи во младинската школа тогаш, значи како најистакнати играчи беа покојни Насер Беадини, Кајо Реджепи, Чазим Муареми од Порој, јас и претходна генерација што беа доминантни беа Урошевиќ и Миле Симовски, што беа стандардни првотимци. После испаѓањето од прва лига тие заминаа во Вардар, а ние останавме као дел на носители на играта на фудбалскиот клуб Тетекс. Во тој период Тетекс игра, испадна од прва Југословенска лига, игра во втора лига Исток, се извинувам, во тој период, па испаѓа и во Македонска лига, па се враќа повторно во втора лига, па таа трета лига Исток, единствена втора лига. На кое ниво денеска е тој фудбал што се играше тогаш? Значи, дали тие единствена втора лига и трета Југословенска лига може да кажеме дека е на ниво на денешна прва Македонска лига, дури може би поквалитетно? Значи, ако направиме, како да кажем, значи паралела како било тогаш и како било сега. Значи, немаме зборови за да го кажеме тоа. Значи, ние игравме во таа југословенска школа со играчи што не научија како треба да се доаѓа до резултат, како треба да се работа во фудбалот и како да го сакаш клубот и да играш за него. Значи, да крвариш за да дојдеш до резултати каде што ќе направиш име и кариера фудбалска. Значи, во тие моменти, значи можем прво да ги истакнем Стеве Заковски, као домашни фудбал, Ачим Мемети, значи Стеве Ганчаров, кај што ми беа голема помош со помош од дојдените играчи, значи Цветковиќ, Родиш, Колманот Томич, Шакалиш, тие све останаа после испаѓањето од прва лига, кај што не научија како треба да се бори и како да се стане фудбалер со работа, со тренинзи и со труд. Што значеше во тоа време да се носи дресот на ФК Тетекс? Значи, ако ги кажеме емоциите, значи како треба да станеш фудбалер и носител на игра на фудбалскиот клуб Тетекс, значи немам зборови и како да кажем, значи моменти за да го кажем тој момент дека изврсниот дел од тој спорт и од тоа време е голема разлика со овие деца во овој момент што сакаат да играат, кај што немаат желби, кај што не сакаат да работат и немаат труд за успех. Кога за прв пат го напушти Тетекс и почна да играш за друг клуб? Значи, првиот момент што го напуштив Тетекс беше во Пелистер. Кога се оформи таа втора единствена лига, тоа беше 87-88 година. Значи, тогаш од фудбалскиот клуб Тетекс отидов, значи, со тешко срце, али сакав да направам една кариера, кај што утре, за да имам што да кажем од мојата работа, од мојот труд, за да докажам како сум се едуцирал и како сум станал за респект во Македонија као фудбалер. Значи, тоа беше 87-88 година и отидов као најплатен играч у тој момент, каде што во тој момент секој играч што го напушти Тетекс со големи пари што дојда од Пејановиќ,
Роди Цветковиќ ова, јас тогаш ме плати мене и Микица Младеновиќ, отидовме у Пелистер, кај што Пелистер не плати со 40.000 марки обештеќење да заминеме за Пелистер. Која е разликата да играш за својот матичен клуб и да отидеш во клуб еве као Пелистер, каде што во наводници ќе речам си странец, значи не си локален домашен играч, туку си од друг град дојденец. Значи ова прашање е големо и треба значи некој да го испоштуе ова што ќе го каже. Значи што е тоа? Значи многу е лесно у својот клуб да бидеш звезда, а кога ќе отидеш у другиот клуб, ти треба дупло поголем труд за да дојдеш, за да бидеш респект у клубот. Значи тоа е голема работа, голем труд за да дојдеш да играш стандардно. Јас значи можем да кажем во мојата кариера, значи резервен играч сум бил само кога сум бил повреден или некогаш кога имало потреба шефот да ме одмори за да дојдам. Значи имаат сега поединци играчи што вика играмо во клубот, каде што нема минутажа од 30 кола, нема ни 100 минути минутажа и он вика дека играм у фудбалски клуб. Значи тогаш за да играш у тој клуб и кој што те посакал тој клуб, значи треба у градот кај што играш да бидеш поштован, ценет со трудот што го вложуваш за клубот. Не споменавме на почетокот на која позиција настапуваш? Значи јас као играч од значи првите моменти као везен играч и тоа креатор меѓу везната линија и меѓу шпицот, кај што сум бил креатор, значи плеймейкер фактички за секој клуб. На таа позиција каде што си играл, дали има некоја промена од тоа време кога ти играше и со тоа денес што се игра? Значи, пак не можеме да направиме ни една проценка на тоа, затоа што денеска, во овој момент, ако еден играч игра за еден клуб, кај што треба, значи, на местото му е, да вложи дупло поголем труд, затоа што тука е централен везен играч кај што се споединува одбраната, везната линија и шпицот. Значи, има многу трошење на топки, ама тие 2-3 топки во текот на 90 минута, кај што ќе дадеш правиот пас и екипата победува тоа си многу голем оценет, затоа што успехот е многу твој. Затоа што тука, на тоа место работно, сака многу труд, многу трчање, многу борба, многу крварење, за да дојдеш до реализација. Според тоа што го кажа, значи твоја задача било да ги храниш напаѓачите со топки, а нивна работа дали ќе дадат гол. Меѓутоа да реализираш. Значи и сум бил играч каде што имам голема реализација. Тоа сакав и да те прашам. Колку често успеваше да постигнеш погодот? Значи ако еден шпиц играч давал во сезоната, карикирам, значи од 15 до 20 гола, јас стандардно таа Југословенска лига сум давал од 10 до 15 гола као везен играч. Колкав период, колку години се задржа во Битола? Значи една година игра во Битола, после се вратив значи во Тетекс, а потоа заминав во Кошице, играв во Кошице една година во Словачка и потоа се вратив од таму пак во Тетекс, па заминав во Југохром, во Љуботен, прва лига во Љуботен и после надале значи кариерата ми заврши пак во Тетекс. Значи имаше интернационална кариера. Колку беше различен тој фудбал што се играше во Словачка тогаш и фудбалот во Македонија? Значи голема разлика. Што јас значи отидов таму пред осамосталувањето на Македонија 90-та година во Кошиц. И кој се вратив, значи бевме самостална држава, Македонија, тогаш значи се осамосталивме и се вратив, значи со големо искуство тоа што го доживев таму. Значи у таа година 90-та таму, кој отидов во тој клуб Кошице, значи е времето каде што денеска моментално тие услови ги нема ни еден фудбалски клуб во Македонија. Значи од тогаш имаше центар за рехабилитација после надпревар, значи базен, масажи, стимулативни средства за регенерирање на мускулатурата. Значи ден денеска тие клубови во Македонија ги немаат тие услови ден денеска. А тоа е 90-та година, а сега сме 2020-та. Значи ние не сме мрднати од ниедна точка фудбалска за да дојдеме до успех и за да едуцираме
генерации кои што ќе бидат име и презиме во Македонија. Мене сега ме интересира, денеска знаеме како се прави меѓународен трансфер. Како се правеше меѓународен трансфер пред 30 години? Што беше потребно за Кошице да го види Борче Чварка од Тетово и да го земе во Словашка да игра? Значи, имаше и тогаш ментори што пратеа фудбалот и тогаш во таа Југославија, значи, многу имаше спортски и весници, телевизии, кај што сите нас не пратеа у моментите како еден играч постанува, значи, има една скала што се качува и доаѓа до едно ниво, кај што секој клуб би го посакал тој играч, за да може да го купи и да го земе во својот клуб. Од Словашка се врати во Тетес, мислам дека ми рече, а потоа играш во Љуботен во првата македонска лига, веќе Македонија е независна држава, и можам да кажам дека играш во златната генерација на Љуботен, во најдобрата генерација во целата историја на клубот, бидејќи таков успех клубот ниту имал претходно, ниту после тоа. Барем до денеска се надеваме дека можеби ќе има во иднина, меѓутоа до сега неповторлива генерација. Малку за тие години во Љуботен. Кои играчи бевте? Како беше клубот организиран? Значи, прво да кажем, од Кошице кој се вратив, значи се собравме ја, Жаре Стојановски, Тони Јакимовски, чак и голманов Боби Трајковски, значи една генерација што бевме претходно во Тетес, кај што Тетекс имаше најголемите успеси во тоа. Значи, ние бевме стандардни второлигаши, стандардни третолигаши после ово, и значи Љуботен кој дојде у доминација, значи напред таква селекција, кај што многу клубови би посакал. Значи, дојде Мирко Петров, дојде Милче Мажунаров, дојде Дости, голман од Албанија, дојде Менга Ерџан од Кошице со мене. Значи, направивме една генерација кај што, значи, би го кажал тоа со голема гордост, направивме една генерација кој што секој клуб у Македонија се плашеше. Значи, во Вардар тогаш беа најголемите звезди што се продадоа, значи, ако кажем од Боби Бабунски, од Дарко Панчев, од Филески, од Спасовски, од таа генерација нивна што беа начело водени од Ѓоко Хаджиевски, значи ние имавме тотална доминација над нив. Значи можем да кажем дека ништо тие тогаш у тие моменти не се разликува како звезди од нашата генерација во Љуботен. И можем, значи за луѓето што го водеа тоа време Љуботен, значи можем да дадем само многу пофални зборови. Значи личевме на еден клуб што секој би го посакал, значи европски. Таква екипа, таков тип од управата, што нема зборови за што да фалело или не фалело. Значи тогаш можем сега и дел е тоа од Спасо покојни, Египет Слаткарница, може и тој као бивша управа на ФК Сараево ни донесе некои новости, кај што ние стварно 4 години бевме сила во таа прва македонска лига. Беше дел од надпреварот против Вардар во Купот на Македонија на пенали кога испадна Љуботен? Значи се памти тој, се памти многу тој надпревар и можем да кажем, значи во Тетово ремашот беше големо задоволство на љубителите во Тетово, каде што после успехот на нивната победа таму 3-1 ние го вративме, каде што изгубивме на пенали. А таа утакмица може жалосно што прокоцкавме доста шанси, кај што можевме да го маловажиме Вардар и да пројдеме тогаш во тоа време во финалето на... Тоа е, мислам дека за полуфинале разговараме, да. Љуботен ја пропушта таа единствена шанса, мислам дека потоа не игра веќе во полуфинале никогаш. Колку години веќе имаш тука, пред крајот на кариерата си веќе во Љуботен или? Значи не су пред крајот на кариерата, после Љуботен заминав, значи во Скопје, каде што играв за фудбалскиот клуб Скопје, каде што влеговме у прва лига, и после од Скопје се вратив во Јуохром, каде 4 години престојував. Со од Јуохром враќањето мое беше 6 месеци во Тетекс и почињам после со тренерска кариера во фудбалскиот клуб Тетекс. Сега ќе се навратам за периодот во Скопје. Тоа мислам дека е во времето на Миленко Неделковски. Сега за тој период на ФК Скопје има многу читано, има многу приказни интернационални надпревари, интересни надпревари за во тоа време. Дали си
дел токму од таа генерација, за истото разговараме? Значи, разговараме за истото. Значи, Миленко Неделковски беше, значи, еден голем водич, каде потроши доста пари, а направи голем респект за фудбалскиот клуб Скопје. Значи, ако кажем нашите припреми, нашите утакмици, неговото водење на клубот, можем да кажем дека и ден денеска, значи, можем да го направим како тим од европските клубови. Ќе кажем зашто. Зашто тогаш ние идевме на припреми во Италија, каде што игравме со елитни екипи, со елитни играчи на тогаш Калчо лигата во Италија, значи беше тоа Удинезе, каде што им бевме и гости. Значи, кој да отиднавме таму на тие припреми, значи правевме такви утакмици за прво да го направиме македонскиот фудбал, значи да го ценат во Европа. Значи со кого игравме се победува. И можем да кажем, значи, една изјава новинарска од вашиот дел, вика дојде чудна екипа каде што ги победува екипиве у секој кантон кај што идеме. Значи они имаат кантони кај што имаат играчи за продажба. И значи има кантон кај што се припремаат тие играчи, прават екипа за да играат, за да се докажат, за да влезат у некои екипи од Калчо лигата. Значи у тоа време влеговме, значи, многу лесно у прва лига и значи останавме 2 години у прва лига кај што доминиравме исто таму као стварно добра и квалитетна екипа. Втората сезона во прва лига, на полусезона Скопје е втор, на крајот на зима се распаѓа екипата и на крај испаѓа. Значи, можем да кажем, значи, распаѓањето на Скопје е голем проблем, може од дел на тогашните водичи на град Скопје. Значи, Миленко сакаше да направи еден комплекс во Газибаба, спортски објекти, кај што сакаше да направи стварно дел, кај што тој тим ќе биде многу успешен и да има голем интерес за генерациите на ФК Скопје. Но после нивното од град Скопје не доверба во него и сакам да кажем, не му дадоа поддршка никаква за да го направи тоа, само го отстранија као личност и он се олади и замина несреќно од Скопје. Во Југохрум си повторно дел од една силна генерација која што мислам дека во тоа време со работнички се бореше за пласман во прва лига, ако не се лажам. Така е тоа, значи направивме исто таму во Југохрум, значи пак генерацијата наша од Тетекс. Значи тоа е све дело на Тетекс. Значи Југохрум што доминирал во таа втора македонска лига и бил еден елитен клуб, све е тоа значи од Тетекс. Значи ако ги кажем играчите, 90% во тој момент беа играчи на Тетекс, значи од голманот Трајковски, Сајковски, Борче Јовановски, Урошевиќ 6 месеца, јас, Жаре Стојановски, значи Зефич Туш. Значи направивме една генерација каде што задњата година стварно имавме успех и требаше да влеземе во прва лига, но за жалост дали управата наша, дали беше тоа грешка на нестручно водење као тим на пратечиот сервис на Југохрум и несреќно изгубивме од наместена утакмица, ни свирна е пенал ван 16 на градски стадион и каде што не успеавме да влеземе во таа прва лига. На крај кариерата завршуваш во Тетекс. Дали мислиш дека Тетекс достојно ти се одолжи? Дали ти организира опроштајна утакмица или слично? Значи све што му следува на еден играч, на една легенда, на еден играч квалитетен, значи све сум добил од Тетекс. Значи права опроштајен надпревар, значи прав респект и затоа и ден денеска сум дел од Тетекс, каде што тие моменти од мојот почеток на фудбалската кариера, па до ден денеска, па и до крајниот дел од животот, би го посветил на Тетекс, го сакам Тетекс и живеам за Тетекс. А нарочито живеам највише за градот, кај што стварно Тетово е прикажано може у спортот со делот фудбалскиот клуб Тетекс. И немам поголеми зборови што можем да ги искажам во овој момент. Сега,
Пред крајот сме на муабетот за играчката кариера. Дали може да се присетиш на некоја анегдота од можеби од некои подготовки во тоа време? Се има многу се одели на подготовки, како сте се дружиле со играчите, некоја интересна случка. Не мора да биде од Тетекс, може да биде и од друга екипа, генерално од играчката кариера. Значи, секој мој состанок со децата, као тренер, стално им сум кажувал први моменти што е да се цените, да се дружите, да бидете секојдневно заедно и да комуницирате грешките што ви се десиле на тренинг или на надпревар. Значи, ако таа комуникација према нив ја нема, значи не може клубот да има успех. Значи, ако ви кажем, значи, за успехот на Тетекс, за мојата кариера, значи, со овие играчи што ги спомнав, значи, сум бил прво од Стеве Закоски, од Грне, прифатен и учен како се доаѓа до тој успех. Значи, анегдотите на тренинзите и комуникацијата се многу битни за неделниот надпревар или саботниот. Значи, ние секојдневно сме ги поштувале квалитетите на еден играч, што може он да направи у делот од надпреварот, што можем јас, што може друг, што може трет. Значи, комуникацијата ни била најбитно за успехот на надпреварот. И за крај на делот од играчката, активната играчка кариера, во еден период беше дел од неколку играчи кои што бевте суспендирани во ФК Тетекс. Зошто бевте суспендирани? Значи, тој момент ми бил најтежок во животот, затоа што беше тогаш ратот во Србија. Требаше да патуваме во Прибој на Лим. Значи, една недела се тегневме тука, па може и повеќе, ни беше тренер Душан Кечан и, значи, што ги слушавме моментите што се дешава тогаш таму, ние прво проценувавме дал да идеме или да не идеме. Али во моментите имаше некоја моментална криза во Тетекс, каде што немавме 3 месеци земено плата. И значи во тој момент беа Жаре, јас, Тони, Борче Јовановски, покојни Душан Томич, една добра генерација, значи добра генерација, кај што правиме состанок сите тука собрани и значи даваме решение без стручниот штаб дали ќе патуваме во недела или не. Во сабота доаѓаме тука, автобусот седи пред врата и ни вика влагајте автобус и идеме, за да не направиме црно на фудбалскиот клуб Тетекс, да не пишува дека не патувал ради ова, ради тоа, ради што е ратиште, ради не знам што. И јас, значи, го опоменав тогаш, како најстари, како капитен, ни беше Душко Томич, и ми вика мене, чваре, јас ќе патувам, ти мисли за себе, други и поединачно почна Кечан да не прашува. Значи, јас, од разговорот со нив што го направив ноќта, значи им кажав дека јас не одам. Зад мене застана Жаре Стојановски, застана Тони Јакимовски, застана Боби Трајковски. Тогаш Томич со тие, значи Насер, овие Јонузи, генерацијата на Гајур Садики, се договориле ван нас, Борче Јовановски, да отпатуваат. И после враќањето нивно, ние четворицата бевме суспендирани, од каде што си заминавме од Тетекс, значи отиднавме тогаш во тоа Кошице, за да бараме подобри моменти во фудбалот. Немаше после проблеми при враќањето во Тетекс? Значи, враќањето во Тетекс беше, значи, со голема помош на Стеве Закоски, кој што тогаш беше тренер на Тетекс и бараше квалитетни играчи за да се врати. Значи, сите си ја опростивме грешката, ни дадоа прошка што се вика и влеговме во систем каде што пак дојдовме на позиција за Тетекс да го водиме во правите насоки на фудбалот. Момент во играчката кариера на кој што ќе се сечаваш дур си жив? Значи, од мојата фудбалска кариера најповеќе се сеќавам овдеве игравме со Раднички Пирот, каде што беше борба за опстанок во лигата, во таа Југословенска лига. Тогаш имаше големи притисоци, пошто беа збратимени тие два клуба, значи конфекција на 1 мај Пирот, директорот и директорот наш. И тогаш, значи,
благодарение на квалитетни играчи, каде што беа тогаш Цветковиќ, Пејановиќ, Родич, значи победивме со 2-1, каде што јас дадов гол од 2-1 и тогаш бев најсреќен играч на тие моменти, зашто Тетекс остана во втора лига југословенска. Како играч, од кој тренер најмногу научи? Од кого најмногу знаеше да украдеш по некоја финта? Значи нашата кариера, прва едукација од Раско Мирчевски, па после Лазар Плачков, покојни, што он највише ни даде поддршка во таа младинска школа. Значи, пак ќе кажем, покојни Насер Беадини, јас, Чука, Жаба, бевме една генерација, каде што бевме секоја година на првите 2 места у таа младинска школа на Македонија, каде што учествува тогаш Вардар, Победа, Пелистер, значи да ги набројувам сега тие квалитетни екипи кај што бевме во првите 2 места секоја година. Со кој фудбалер, со кој играч, соиграч имаше најголемо разбирање на терен? Со поглед, со кого се разбиравте? Ако збориме за младинската школа, највише сум бил со Насер Беадини, значи и Гајур Реджепи. Значи ние као тројка, он беше реализатор добар Насер, а јас и Гајур Реджепи бевме плеймейкери, значи добра везна линија кај што го храневме со топке и добра реализација. Али како растевме за таа прва екипа, значи највише сум работел со Тони Јакимовски, со Жаре Стојановски, со Борче Борче Јакимовски, кај што беше добар десен бочни играч, кај што имаше добар центаршут, кај што имавме добри реализации. Сега одиме на она што следува после играчката кариера. Ја завршуваш фудбалската кариера некаде околу 99-та година, ако не се лажам, што после таа 99-та година, еве до ден денеска, прави Борче Мирчевски. Во некој хронолошки редослед. Значи, у првите моменти, значи, со тогаш завршувањето на фудбалот ми беше доделено место као тренер на Пионери, каде што почнав со обука на играч. Значи, првиот мој дел кај што почнав за мене беше, значи, лесно е да бидеш фудбалер, а тешко е да почнеш тренер. Значи, почнав да работим со деца, каде што почнав да се едуцирам. Значи, прво што ми беше основно, да одим во тој едукативен центар на Фудбалската федерација на Македонија, кај што почнав со Б лиценца, па еве ден денеска имам А лиценца, а имам желба да идем и на Про лиценца, не ради тренерска, него ради титула од фудбалската кариера моја што сакам да завршим со таа титула. Меѓутоа, освен тренерска, имаш и кариера како функционер. Значи, после заминувањето од тренерска, кој дојде Брацо, значи во таа прва лига, кај што имавме, значи, голема историја направено за Тетекс. Значи, бев као генерален секретар на фудбалскиот клуб Тетекс, каде што добро работав, значи, со членовите на управа и со газдата Брацо, каде што имавме многу добри релации и каде што стварно успеавме да направиме, да кажем, и дел кај што можевме да играме у групи во Европа. Во тој период со Брацо Вујчич, значи, Тетекс испиша историја, не само за Тетекс, туку и за фудбалот во Македонија. Играше и во Југославија за Тетекс. Беше дел од раководството и во тој период со Брацо Вујчич. Кои години може да кажеме дека се златни за Тетекс? Периодот југословенскиот и играњето во прва југословенска лига или оваа генерација со Брацо Вујчич? Значи, секое време си носи свое. Значи, тогаш не можеме да правиме, значи, ни една, да кажем, паралела меѓу тогашниот наш фудбал и тоа. Значи, со доаѓањето на Брацо, значи, Брацо донесе новости, каде што донесе добри квалитетни играчи, респектирани во Македонија и затоа го освоивме таа европска титула наша, што сакам да кажем титула, затоа што многу екипи во Македонија сакале да освојат, али не можеле. Затоа што ние го освоивме купот на Македонија во многу голема
силни екипи, каде што тогаш значи 2 години првата го освоивме купот, а втората игравме у финале, каде што не успеавме да влеземе пак да го освоиме купот на Македонија. Сега сакам да те прашам нешто околу инфраструктурата. Во Тетово важиш за стручњак за одржавање на фудбалски терени. Ја знаеш работата, ја владееш работата. Каква е состојбата со инфраструктурата во смисла на терени за тренинг и за одигрување на надпревари во моментов? И дали воопшто имаме доволно терени за тренинзи и за надпревари во Тетово конкретно? Значи, ако збориме за Тетово и за таа инфраструктура, сме многу бедни. Зошто? Зашто сегде во Европа, значи еден клуб, еве као ќе го кажем Шкендија, каде што прикажува на голем обрт на пари, значи он е фактички многу беден. Зошто ќе кажем беден? Значи секоја екипа мора да има свој камп, кај што има еден стадион за надпреварување, еден тревна стадион за тренинзи во летен период и еден стадион со пластична трева за зимен период. Значи кој би направиле тоа, Шкендија, со тие негови финансии огромни, една Ренова со исто таква финансија, значи Тетекс остана у овој момент беден, кај што во овој момент немаме ни терен за тренинг, немаме терен за надпреварување, немаме терен за едукација на младински школи. Затоа ние во овој момент немаме во нашата екипа 5 до 6 играчи квалитетни што се од школата за да дојдеме за успех во македонскиот фудбал. Кога би наставил значи да разговараме за терените, јас значи прво бев као водич на екипа за одржавање на стадионите по заминувањето на Јане Јаневски као директор. Ние, јас и Жаре, ги имавме земено под концесија градскиот стадион нов, градскиот стар и што се направи од спорт и млади на спортски. Значи, јас, нешто сум сакал тоа да го работам. Значи, и ден денеска го работам, значи го одржавам теренот во Порој со желба за да помогнам на генерациите. Значи, еден фудбалер кој ќе излезе на добар терен, значи неговата емоција, значи за тренинг е голема, кога ќе излезе на еден терен кај што е со дупки, неодржаван, неваден, тежок терен, значи он нема желба да ја прикаже талентноста што може да ја докаже на секој добар и квалитетен терен. Значи кажа во минатите времења е одлични, прекрасни генерации на тетовски фудбалери кои што произлезли од фудбалскиот клуб Тетекс, кои што биле носители не само во Тетекс, туку секаде каде што и ќе отишле во другите екипи. Меѓутоа денес гледаме дека имаме недостиг на локални фудбалери, на производство на фудбалери. Што е проблемот? Каде е проблемот? Зошто фудбалскиот клуб Тетекс произведува? Да не се лажеме, значи во репрезентација го имаме Екзон Бетулај, го имаме Кристијан Тошевски, играчи кои што се од младата генерација потекнуваат од фудбалскиот клуб Тетекс. Меѓутоа, зошто Тетекс не може да произведе 7, 8, 10 играчи носители на играта на сопствениот клуб? Затоа што пак ќе се вратим у нашиот дел, значи немаме ние више фудбал уличен. Значи уличниот фудбал, ако кажем, значи у времето наше, кога на спортски центар доаѓаат 2000 луѓе, во текот на периодот кај што имавме како да кажем пауза, моментална пауза, не игравме 3 до 4 надпревари на спортски со мала, како да кажем, кај што имале секое мало квалитетна екипа. Значи, и кој ќе го кажем, значи, тоа за во Тетово, значи, ние сме иделе во Кикиш, кај што имало во Колтук екипа секојдневно за надпревар од 2 до 3. Значи, таму сме се едуцирале, кај што имало брза игра, кај што имало техника на дриблинзи, кај што имало реализација многу брза. Денеска овие деца, што сакаат да се едуцираат, значи, тие немаат прво основни услови, ќе кажем како. Значи, првиот момент е школото, кај што наставникот по физичко не им посветува пажња и да им направи желба на децата, за да има желба за фудбал, кај што ќе има, значи, поштовање и респект за надпреварот. Значи, тој излага многу ладен и него едноставно му е часот или
надпреварот му е ладен. Значи он нема желба за победа. Он си игра колку еве да се разонадуе. И значи он ако не има таа желба за докажување да даде гол, да се радуе на секој потек, на секој момент од надпреварот, не може да дојде до успех. Тоа се надовржува истото на тренизите. Значи јас кој водим еден тренинг, кој едно дете не те гледа во очи, што сакаш да му кажеш, што сака да добие, и он од тој, значи час ја што сум му го посветил, не иде дома со позитивна или негативна мисла, со илузија негова, како можем да дојдем ја до тој момент на пас, на шут, на гол, да се радуем, не може да дојде до успех. Значи тие деца се денеска многу ладни. Пак кажувам, значи нема некој кој може да ги потикне за да почнат од мали нозе да се радуваат на секој потек и да свака час има поединци, али екипно кој зборимо. Значи у наше време, ако имало 11 играча, имало 9 деца што го посакуеле тоа. А денеска од 11 играча не има 2 до 3 играча да го посакаат. И затоа тим, екипа не може да дојде до успех. Сега сакам да ми дадеш еден твој коментар на твое мислење за актуелната состојба во фудбалскиот клуб Тетевс. Кога зборувам актуелна, не зборувам за тоа што се случува денес или вчера или тоа што ќе се случи утре, туку на тоа што се случува еве на еден временски период од последни 7, 8, 10 години, еве после заминувањето на Брацо Вујчич, ќе речем. Не, тука ќе се после по заминувањето на Блашко, значи по заминувањето на Блашко. Блашко, Блашко, значи го водеше клубот како му доликува, значи за него голем респект, прво као личност што сакаше да бидеме еднообразно облечени секојдневно, да бидеме добро ценети во Македонија со сите фудбалски респекти. Значи од фитнес до квалитетни играчи до резултати. Значи тоа не можем да го спорим. Ама со неговото заминување Тетекс остана во многу тешка ситуација, каде што имавме, како да кажем, пех меѓу војводи што сакаја, меѓу ние као водичи на фудбалскиот клуб, кај што останавме, значи, финансиски со многу долгови. Значи, јас што сум можел да направам за фудбалскиот клуб Тетекс, значи, што направив, може и сите може да ми кажат, фала што го вратив Тетекс прво од Скопје. Значи, акциите беа во тогашната управа со дел од Блашко, од мачари, тие беа газди, кај што јас успеав да ги вратим акциите, да се врати фудбалскиот клуб од Тетекс и за фудбалскиот клуб Тетекс више нема препрека за да настави со генерации во Тетово. Значи, ако кажем моменталната ситуација, ние, значи, направивме на иницијатива со дел од вас, вие као новинари, направивте еден дел кај што го потикнавме да бараме пари по секоја организација, да го очуваме Тетекс и 2 години, 3 кубуревме на таква организација, ама го обстојавме Тетекс. Значи, со доаѓањето, не сакам, значи, да не биде дел утре у негатива, со доаѓањето на поединци, во овој момент Тетекс многу му падна големиот респект. Ќе кажем зошто. Испаднавме од втора лига, дојдовме у трета, се враќаме сега пак у втора и срамота е у овој момент Тетекс. Значи, историјата на Тетекс и генерациите нема полошо од овој момент. Значи, од 15 надпревари 7 бода, значи, ние да се активиравме сега као ветерани, па ќе дадевме некој голем придонес, да освоиме бар 10 бода и Тетекс до крај бар да се има трка за опстанок. Не знам, значи, во овој момент јас сум дел од Тетекс, значи, јас сум дел од таа управа, значи, не можем да кажем похвални зборови за водење во овој момент на Тетекс. Значи, не тера у некоја црнина, дали после, ако нешто се деси уште полошо, ние ќе обстоиме као фудбалски клуб Тетекс и дали ќе можеме да го вратиме нивото или да го одржаваме бар у некоја константна линија, кај што некогаш бевме у времињата на Тетекс, игравме 16 години у втора лига, ама стално бевме дел од првите 4 места.
Дал ќе играме бараж, дал не е битно, не сакавме да влеземе у прва лига. Али сега во овој момент многу црно ни се пишува. Ако ние за овие 2 кола задни бар освоиме овие задни 6 бода и да направиме 13, за да можеме со некои појачања во пролетниот дел да направиме некој успех, за да го вратиме клубот кај што ни е место и кај што ќе направиме натале некои добри успеси. Каде го лосираш проблемот? Значи генерално, не конкретно каде би те замолил без имиња, само каде може да го лосираме проблемот? Сите тие ми се колеги, сите тие ми се пријатели, секогаш сум на располагање со моето име и презиме да допринесем во клубот, али оваа селекција што е направена во овој момент и таа недисциплина што се дешава во тие моментално фудбалери, тешко гледам, значи, обстана. Значи, ако еден играч кој после надпревар не е нервозен и лют на тоа што му се десило, изгубил, отишол дома револтиран после надпревар, кавги, карање, значи непоштење према управа, значи управата во овој момент им е све реализирано по финансиска, значи проблемот е у играчите, не желба за успех, не желба за резултати и не желба за поштовање на пратечиот сервис, на те сакам да кажем управата. Значи таква некултура, такво неваспитање сега во моментот што има во Тетекс не постоело, ни па мислим генерации други ќе се десат тоа да го направат. Мирчевски, 45 минути точно разговараме, имам уште 2 прашања до крајот на емисијата. Едно реторичко прашање. Доколку Борче Мирчевски биде председател на Фудбалска федерација или директор на Агенција за млади и спорт или министер за спорт, што Мирчевски би направил конкретно за фудбалот во смисла на организација и на инфраструктура? Значи, ако се вратиме со распаѓањето на Југославија, значи сите тие што дојдоа ко Словенија, ко Хрватска до тие успеси, Србија до резултати, инфраструктурата. Значи инфраструктурата, ако ја направиш како треба, значи секој град да има тотални услови за едукација на деца, за ваѓање на таленти, за добри играчи, значи за бизнис центар на еден клуб, значи тогаш се доаѓа до успех. Значи ја прво што би направил, значи би ga направил инфраструктурата, на секој град да има услови, квалитетни терени, квалитетни финансиски услови, каде што прво е финансијата, каде што секој дете со желба на надпревар и новак ќе биде добро премиран, ќе живи за фудбалот и ќе си направи изврсна кариера каде што ќе допринесе на фудбалскиот клуб, да му донесе финансии од тој клуб кај што ќе иде, кај што ќе опстане клубот и да живее надале. Значи, ако кажем поедини моментално во оваа бивша Југославија се Динамо, Хајдук, Партизан, Звезда, Сараево, кај што има голема експанзија на играчи, каде што од тие играчи имаат голема финансиска поддршка, кај што еден играч може секоја година од 1 до 5 играчи они имаат кај што вредат од 3 па до 5 милиони евра, кај што останува клубот да си има финансиска поддршка и да живее клубот. Ова посебно важи за Динамо Загреб и за Мамич. Мислам дека кога ќе се спомне Динамо Загреб и Мамич, не треба веќе ништо да се измисли што треба да се прави фудбалски, туку едноставно само да се копира. Значи, пак ќе спомнеме, значи, ако земеме во европскиот фудбал, значи колку има играчи од Хрватска и како се тие звезди во клубовите, самото кажува работата нивна. Значи, Мамич е изворот на тоа денеска Динамо што го има. Без разлика на оцрнувањето после него, тоа се може политички или не знам, не навлегувам во нивниот дел на тоа, на таа нивна политика, но сакам да го кажам тоа треба да ни биде школа на сите нас, за да дојдеме до финансиска поддршка со извор на деца, кај што ќе обстануваме исклучиво со продажба на играчи и кај што ќе се збори за школата, од каде потекнува, со која работа, со кој труд се доаѓа до тој успех. И последно прашање, дали Борче Мирчевски има некоја неостварена желба на спортски, на фудбалски план? Значи,
Неостварлива желба моја е што во времето кога бев меѓу најквалитетните играчи, што не заминав од оваа Македонија во странство, зашто имав добри понуди, а го сакав